Благодарам, почитувам председавач за комисијата Бојан. Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани радовишани. Кога Радовиш ке конкурира на еден конкурс што го организира Министерство за животна средина, тоа значи дека никогаш нема да добие пари. Затоа го предложив и овој амандман, затоа што ако бе планирано во програмата на владата ќе се најдеше овој проект и во буџетот, и од досегашното искуство знаеме дека на конкурси добиваат проекти кои однапред се договорени, најмалку нешто што мисли Министерство за животна средина и Министерство за финансии, тоа е Радовиш. За жал, ова е само уште една причина радовишани да се убедат дека во државата треба час поскоро да има избори, од проста причина што овој амандман го предлагам пети пат и интенција ми е да го предлагам уште колку пати треба, меѓутоа сметам дека изборите се решение, затоа што со изборите ќе дојде друга влада, друго Министерство за финансии, кои ќе имаат ценз за вакви проекти, кои представуваат суштински проекти од капитални инвестиции, поврзани со екологијата и животот на граѓаните, во овој случај животот на радовишани. Од моја страна се поднесени 5 амандмана. Сите се на некој начин капитални инвестиции. Интенцијата ми е да се решат проекти за кои општината реално вака поставено, фискалната политика тешко може да обезбеди средства и сите овие проекти на некој начин се во надлежност на одредени министерства. Било да е тоа случај како овој проект Министерство за екологија, било да се ситуациите од патно поврзување помеѓу општините, Министерство за транспорт и врски и така натаму, било да е тоа преку труд и социјала бараме средства за градинка, меѓутоа тие пари никако да стигнат во Радовиш, никако барем нешто да се подобри во едно од вака убавите градчиња, но за жал градови кои се повеќе ги напуштаат младите луѓе, затоа што немаме перспективност, немаме економски циклуси и на некој начин проблемите кои се влечат со години никако да ги решаваме. Свесен сум после неколкократното одбивање на овој амандман и си го поставував прашањето дали воопшто да се поставуваат вакви амандмани, меѓутоа сега сум се повеќе убеден дека и како треба, затоа што овие работи ќе представуваат обврска за идната влада да ги решава, затоа што силно се залагаме и сме убедени дека преку капитални инвестиции може да се подобрат работите во оваа ситуација и во општините, меѓутоа и во државата. За зборе во општиот дел од расправата, сега да не се повторувам, меѓутоа реализацијата на капиталните инвестиции во сите министерства до крајот на 34-ти месец во државата ни е 16%. Значи, многу пари кои се планирани во државата како капитални инвестиции, интенција на оваа влада е да не ги потроши, да не ги инвестира. Не знам од кои причини, иако знаеме и од теорија и од пракса, сме го виделе тоа и во Република Македонија, кога имате капитални инвестиции, имате економски бенефит за буџетот, за државата, за општините, на крај краишта и за самите граѓани. Спомнав, реализацијата на капиталните инвестиции во Министерство за транспорт и врски е само 3%, и се она што е планирано фактички, прашање е во кој обем ќе се реализира, едноставно за тоа нема простор. Владата се занимава со премногу други работи, наместо да сериозно се позанимава со буџетот, со развојот на државата, со развојната компонента.
Во оваа прилика морам да кажам, без разлика колку се сериозни тие работи, владата мора да внимава и на потребите на македонскиот народ, кој бара достоинствен живот, кој бара развој на државата, кој бара перспектива и секако сето тоа во име на Република Македонија, во име на македонскиот народ и сите живееме во оваа убава држава Македонија и секако во зачувување и на македонскиот јазик и на историските вредности на оваа држава. Од овде ќе излезам една реченица само вон контекст, меѓутоа е многу битен во моментот владата да не си игра со црвените линии на државата. Ако има проблем, каде се тие црвени линии, нека дојде на ова место во собрание, во комисија, на пленарна, да дебатираме, да не се случи нешто во овие денови што ќе има несакани последици. Затоа што проблеми ги решаваме, меѓутоа грешките кои се прават во оваа држава и те како не засегат сите. Околу самиот амандман и проектот во суштина се разработени повеќе проекти кои представуваат сериозно решавање и третирање на овој, можам да кажам, децениски проблем кој настанува со урбанизацијата на Радовиш, меѓутоа и под дејство на климатски фактори, и под дејство на сечење на шумите, и под дејство на притисок врз речните корити, притоките на Радовишка река и така натаму. Едноставно доведени сме во ситуација да секоја година ни се повторуваат несакани работи пред се со водите во Радовиш. Имавме пред месец дена проблем со повторно пороите и едноставно атмосферската канализација не може да го издржи тој притисок, така да секојдневно радовишани после секој малце посериозен дожд имаат проблеми. Проблемот може да се реши само со студиско и правилно насочување на средства, и тоа во решавање на горниот тек на Радовишка река, во решавање на делот на Радовишка река во самиот град, решавање на речното корито под градот, односно во Радовишко поле, решавање на притоките на Радовишка река и пороите кои гравитираат околу самиот град. Доколку немаме ваков сериозен пристап, многу градоначалници, многу советници, многу совети се обиделе да паралелно решаваат проблем по проблем, и тоа особено во ситуации кога ќе не поплави, па ќе дојдат некои ситни пари колку да забошотиме, да речиме дека нешто правиме, меѓутоа сериозноста на проблемот не наведува на тоа дека го имаме проблемот, го живееме проблемот и ставно ако сакаме да створиме мир во градот во однос на водите, мораме да го решаваме проблемот на правилен начин кој ќе значи третирање на хидрологијата на речното корито, пошумување соодветно, третман на сите води и така натаму и така натаму. Овие проекти се од повеќе од витално значење за граѓаните, реков, представуваат капитални инвестиции, представуваат еколошки проекти, представуваат раздвижување на економијата, ќе има тука градежни активности, пошумувања и ред други работи, и на некој начин целосно ќе го затвориме проектот и ќе бидеме горди што сме го сработиле. За жал, Министерството за финансии нема сенс за овој проект. Се надевам дека пратениците ќе смогнат сили да го изгласат. Доколку не го изгласат, едноставно, уште еднаш ќе кажам, убедени сме дека час поскоро треба да имаме избори и некоја друга влада, предводена од ВМРО ДПМН, да го решава проблемот. Благодарам. Ви благодарам, колега.